Добар ден, прв дневник на Канал Плюс во 16:30. Еве кои настани го одбележаа денот. Поволни кредити до 23.000 евра за бизнис идеја за сопствена компанија или за нови вработувања во постоечка фирма. Аплицирањето за оваа владина мерка е до крајот на јули. По вработувањето на волонтерите во детската градинка Вера Циревири во Штип, волонтерите и во Стибовите градинки добија решенија за вработување. Започна уредувањето на локалитетот Лџи во Штипско Ново село. Топлите води на Кежовица во овој култен простор за штипјани ќе добие лик каков што заслужува. Четири нови огласи од владините мерки за поддршка на вработувањето објави Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување. До крајот на месецот компаниите и невработените може да аплицираат за поволни кредити од 5 до 23.000 евра за само вработување и отворање на нови работни места. Од денес е во тек огласот за вработување со кредитирање, кој ќе трае до крајот на месецот. Заинтересираните преку ваквите поволни кредити може да добијат од 5 до 23.000 евра. Во соработка со Македонската банка за поддршка на развојот, Агенцијата за вработување, Министерството за труд и социјална политика, од 2007 па наому ја реализираме мерката за кредитирање, за отворање на нови работни места во постоечки компании, мерката за кредитирање за само вработување. Се работи за навистина поволен кредит кој што можат да го земат сите оние кои што имаат бизнис идеја за да формираат собствена компанија или пак постоечките компании за да отворат нови работни места. Можат да го искористат кредитот по поволни услови со само 1% каматна стапка и грејс период од 1 до 1,5 година и рок за враќање од 5 до 7 години. Можат сите слободно кои што се заинтересирани да дојдат во просториите на Агенцијата за вработување, во центрите за вработување за да ги добијат информациите за начинот на аплицирање и за начинот на кој што можат да ги искористат овие поволности. Аплицирањето ќе биде во 2 дела, со цел оние што први ќе аплицираат да не мораат да чекаат цел месец, за да им се даде можност и на други заинтересирани постоечки фирми. Со оваа владина мерка во изминатите години се отворени над 4200 нови работни места. Решенија за трајно вработување добија денес 23 волонтери во Стибовите градинки во Штип. Во наредниот период ќе се трансформира работниот однос и на останатите волонтери кои ќе ги исполнат условите. Со вработување на волонтерите кадровски е екипирана детската градинка Стибо. 23 волонтери од детската градинка Стибо денес добија решение за трајно вработување. После градинката Вера Циревири Трена и на волонтерите во оваа градинка ќе им се трансформира работниот однос од волонтерски во работен. Голема благодарност до владата на Република Македонија и Министерството кој што ги ислуша нашите барања, кој што ја свати сериозноста на и одговорноста на оваа работа која што ја работе овие волонтери. Од моје лично име, од име на сите вработени, благодариме што досега издржаа за толку ниски примања да ја работат оваа толку тешка и одговорна задача и еве конечно тоа се исплати. Денес ги добија решенијата, очекувам во натамошниот период и оние вработени кои што се на договори да ги трансформираме преку законот за трансформација, така да конечно градинката Стибо ќе добие еден голем решен статус од страна на вработените. Договорите за траен работен однос се од големо значење за волонтерите, бидејќи ќе им се реши животно прашање. Тие велат дека кога тоа што го работиш на вистина го сакаш, тогаш и чекањето се исплати. Чекавме долги години и ете се дојде и тој ден, денес како дочекавме и тој среќен момент за сите нас. Значи, после неколку години чекање, конечно дојде денот да го подпишеме решението за неопределен работен стаж во оваа градинка. Значи, чувството да се работи со деца и чувството да се работи во градинка е нешто најдобро и нешто најубаво.
Тоа се нашите најмили и нема зборови што може да се опише среќата за да се работи тука и чино со тоа што добиме решение конечно да се реши нашиот статус. Со вработување на волонтерите, а стибовите градинки кадровски се екипирани. Наскоро вработување треба да има поради заминувањето во пензија на неколку вработени. Општина Штип започна со реализација на проектот за уредување на локалитетот Лџи во Штипско Новосело. Овој извор на топла вода од Кежувица ќе се уреди со соодветна пристапна пешачка патека, а ќе се заштити и самиот извор од можно изливање на водите на река Брегалница. Ова е прва сериозна санација на лџите, која општината ќе ја чини околу 30.000 евра. Почна уредувањето на просторот околу термалните извори Лџи во Штипско Новосело. Според проектот изготвен од страна на општина Штип, целиот простор ќе добие нов изглед, ќе биде уреден во стилот на интересна дестинација на туристичката мапа на Македонија. За време на викендот, општина Штип започна со проектот за уредување на изворот Лџи во Ново село. Значи, преземен е зафат со кој што ќе се уреди целиот овој локалитет и кој што ќе го добие соодветниот лик, она како што заслужува на еден објект кој што има историска и културна и било каква важност за општината и за градот. Инвестицијата се движи до околу 20 до 30.000 евра и се очекува некаде до средината на месецот истата да биде завршена. Ќе се направи патека која што ќе води до лџите, ќе се уреди самиот локалитет, односно извориштето, а и ќе се направи обид да се заштити целиот локалитет од можно излевање на река Брегалница. Целиот зафат околу реконструкцијата на овој значаен бисер од минатото на Штип ќе изнесува околу 30.000 евра. Инаку со Кежовица и лџите се поврзани низа настани, приказни, легенди и песни. Култот кон нив штипјани ги негуваат со генерации и со право, зашто водите на лџите надалеку се познати според својата лековитост. Продолжува асфалтирањето на улиците во Штип. Денес започнаа работите на улицата Широк дол во населбата Сењак. Ова е 13-та улица во Штип која добива нов асфалт, а неделава градежни активности за обнова на улици ќе има и во 3 градски населби. За време на викендот, општина Штип започна со проектот за уредување на изворот Лџи во Ново село. Значи, преземен е зафат со кој што ќе се уреди целиот овој локалитет и кој што ќе го добие соодветниот лик, она како што заслужува на еден објект кој што има историска и културна и било каква важност за општината и за градот. Инвестицијата се движи до околу 20 до 30.000 евра и се очекува некаде до средината на месецот истата да биде завршена. Ќе се направи патека која што ќе води до лџите, ќе се уреди самиот локалитет, односно извориштето, а и ќе се направи обид да се заштити целиот локалитет од можно излевање на река Брегалница. Комисијата за борба против трговија со луѓе во Штип имаше состанок за актуелните состојби со фреквенцијата на бегалци низ државата. Бегалците имаат право на 72 часовен престој во државата. Истокот не е зафатен со бранот на бегалци, но не е исклучена можноста да се појават и овде, заради што институциите треба да бидат подготвени. Не е исклучена можноста дека и Штип може да биде место каде што може да едноставно да дојдат бегалци кои што би можеле да престојуваат на територијата на нашата држава, односно на нашата општина. Законот кој што се донесе, најновиот закон, дава можност за престој на бегалците на територија на Македонија во рок од 72 часа, така што тие 72 часа значат нивно сместување, нивен престој, нивно движење на територијата на Република Македонија и така натам. Од друга страна пак и состојбата со бегалците кои што доаѓаат е навистина тешка и тоа го разгледуваме како прашање во однос на здравствената состојба на бегалците, немањето кров над глава, значи целта да исполнувањето на нивната цел да конечно стигне до некоја земја во Европската унија, сето тоа ги става ни во една тешка положба која што уште од самиот старт ги следи, уште од напуштањето на сопствената држава, така што навистина од хуман аспект треба да се излезе во пресрет на овие луѓе колку што може да се помогне. 2 сообраќајни несреќи се случија утринава на подрачјето на СВР Штип. На 9-тиот километар на патот Штип-Радовиш се судрија автомобил и трактор, при што со лесни повреди се здоби 28 годишна штипјанка со иницијали ТС, совозач во автомобилот. Во близина на село Аргулица, општина Карвинци, во сообраќајна несреќа е повреден 63 годишниот ИГ од Аргулица, кој управувал со моторцикл. До несреќата дошло при судир на моторциклот со автомобил.
Штипското културно лето вечерва нуди освежување со детска театарска представа на отворената сцена на Дом на млади Штип. Вечерва со почеток во 20 часот ќе се игра представата Снег во јуни во изведба на учениците од Основното општинско училиште Гоца Делчев од Штип. А пред спортскиот блок одиме на Осоговските планини, каде вчера се одржа 10-та меѓународна планинарска средба Руен 2015 во организација на еколошкото друштво Здравец од Македонска Каменица. Учество на средбата зедоа околу 400 планинари од целиот Балкан. 400 планинари од 10 планинарски друштва од целиот Балкан беа дел од традиционалната меѓугранична средба Руен на Осоговските планини. Оваа позната планинарска средба 10 години поред ја организира еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица, заедно со планинарско друштво од Крива Паланка и туристичкото друштво Осогово од Кјустендил. И спортско-рекреативниот клуб Поп од Делчево беше дел од овој друштвен собир со неколку своји планинари. Спортско-рекреативниот клуб Поп Делчево учествуваше по 10-ти пат на меѓународната средба планинарска на Руен 2015. На средбата учествуваат повеќе планинарски друштва од целиот Балкан и пошироко. Акцијата се спроведе во најдобар ред. Временските услови за акцијата беше феноменални, добри за планинарење. Голема дружба и од двете страни, и од македонската и од бугарската страна. Се во најдобар ред. На наредните активности на спортско-рекреативниот клуб Поп Делчево се на 12 прошетка по Осоговието Пониква 2015. Маршрутата на планинарската средба Руен беше долга околу 22 километри, која сите планинари во добри планинарски услови успешно ја совладаа. Грција драматично, неочекувано и сензационално ги отварали условите што ги бараа низините кредитори во замена за финансиска помош. Економистите предвидуваат дека сега има 75% шанси земјата да замине од еврозоната. Со повеќе од 3/4 изброени гласови, околу 62% грци гласале не, отворајќи уште едно поглавие во својата долга криза. 8 луѓе се убиени, а 41 се повредени во 33 вооружени инциденти што се случиле само во Чикаго за време на прославата на Денот на независноста на САД. Меѓу жртвите е и 7-годишно дете кое било застрелено во гради додека одело дома од местото каде што се прославувал празникот. Според полицијата, детето било застрелено со огнено оружје. Меѓу 8 жртви регистрирани се и 15-годишно девојче и 16-годишно момче. Над 1350 лица се евакуирани од своите домови во североисточната шпанска област Арагон поради пожар. Жителите на 5 села биле евакуирани, меѓу кои жители на дом за стари лица. Тие биле однесени до соседни градови. Со огнената стихија се борат 500 пожарникари и 26 авиоцистерни. Веќе изгореле 2500 хектари шума, според Министерството за земјоделство и животна средина. Со надпреварот Бања и Карбенци вчера во Чешиново започнаа традиционалните линденски спортски игри 2015. За игрите своје обраќање имаше Јоже Јефтимов, советник на Советот на општина Чешиново Блешево, а игрите за отворени ги прогласи градоначалникот на Чешиново Блешево Костадин Личков. Горди сме што уште една година успеавме да ја зачуваме традицијата во одржување на илинденските спортски игри. Обстојувајќи долги години, игрите станаа обележие не само за нашата општина, туку пошироко во регионот. На овие терени се постигнаа многу успеси и се истакнаа многу имиња. И оваа година, како и во изминатите 43 години, се трудевме што подобро да го организираме турнирот кој обстојува долги години и ќе посакувам на екипите добре дојде и среќа и успех во надпреварите. Ве поканувам сите заедно да го проследиме надпреварот по меѓугодишниот првак Бање и Карбенци и со ова ги прогласуваме
Илинденските игри Чешиново 2015 за отворени. Првиот надпревар од годинешните Илинденски спортски игри 2015 заслужено им припадна на играчите на Бање, кои беа подобри преку целиот надпревар и на крајот сосема заслужено ја совлада екипата на Карбинци со резултат 3:0. Младите пинг-понгари од клубот Винспин крунисаа уште еден успех во рамките на Павловденските турнири, освојувајќи ги првите 3 места. Денес традиционално во Виница, се одржа турнирот во пинг-понг покрај празникот Павловден. Заинтересираноста на младите пинг-понгари од ППК Винспин е се поголема. Денес докажаа дека нивниот напредок има голем развој и оваа сезона, 2015-2016 во втората македонска лига, очекуваме доста солидни резултати од нив. Напредуват, се се конкурентни во самата лига, посветени се на пинг-понгот и очекуваме се поголеми резултати од истите. Вчера се одиграа и турнирите во баскет, а најдобри резултати постигнаа дружината на Вацко од Кочани, екипата на Агровин од Виница и трето место освои екипата на Винар. За најдобрите имаше награди кои ги обезбеди јавното предпријатие Винспорт. По повод празникот на градот, в недела за прв пат општина Виница во соработка со тенискиот клуб Торо Спорт организира и Павловденски турнир во тенис, на кој се очекува учество на 70 деца од клубови од Штип, Радовиш, Струмица и секако домаќинот Виница. Ова е се во ова информативно издание. Следното издание е во 20 часот. До тогаш имајте пријатно попладне со нашата програма.